Согласно Законот за пензиско и инвалидско осигурување, доколку работната способност на осигуреникот е намалена за 50% во споредба со физички и психички здрав осигуреник со исто или слично образование и способност, поради што не може да ги извршува работните задачи со полно работно време, може да работи со скратено работно време или да биде распределен на друга соодветна работа согласно прописите кои се однесуваат на работните односи и колективниот договор. Во зависност од целосната фактичка ситуација во овој случај, односно дали работникот во случајот е вратен на полно или на скратено работно време или е распределен на друга соодветна работа, може да има право на професионална рехабилитација. Право на професионална рехабилитација има осигурени кај кој ќе настане инвалидност пред навршени 50 години живот, ако според преостанатата работна способност може да се оспособи за друга работа со полно работно време. Инвалид на трудот кој се стекнал со професионална рехабилитација се оспособува за вршење на друга соодветна работа, за која е потребна стручна подготовка која одговара на работите кои ги вршал во својата работа пред настанување на инвалидноста. Во овој случај, бидејќи настанала професионална неспособност за работа како последица на повреда надвор од работата или болест, осигуреникот би имал право на професионална рехабилитација доколку ги исполнува условите во поглед на пензискиот стаж за стекнување на право на инвалидска пензија. Осигуреникот кој се стекнува со право на професионална рехабилитација од денот на настанувањето на инвалидноста до денот на почетокот на професионалната рехабилитација, за време на професионалната рехабилитација и од денот на завршетокот на професионалната рехабилитација до денот на вработувањето на соодветното работно место, има право на надоместок на плата во висина на инвалидска пензија во случај на професионална неспособност за работа во висина на инвалидска пензија настаната поради професионална неспособност за работа. За ваквата постапка е надлежен Фондот за пензиско и здравствено осигурување.